Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Православните верници денеска го одбележуваат празникот Свети Маченик Трифун, кој во македонската народна традиција се поврзува со почетокот на пролетните активности и обновување на природата. Овој ден има силна символика, особено за лозарите и земјоделците, кои светителот го сметаат за свој заштитник и покровител. На празникот традиционално се закројуваат лозјата, обичај кој символично го означува почетокот на новата лозарска година. Нашата екипа беше на лозјата во винаријата Монтеко во Кратово. О Господи, јавися нам, благословен гради во имја Господне. Со молитва, благослов и традиционално закројување на лозјата по повод празникот Свети Трифун во Кратовскиот регион символично започна новата винска сезона. Свештеникот ги освети лозовите насади, а лозарите со првите засечени гранки ја најавија надежта за родна и успешна година. И благослови го во лозје, запази го од секаква ѓаволска злонамерност и од подмолност на зли луѓе, направи го да принесува навреме плодови. Во лозјата на винаријата Монтеко годинава акцентот е ставен на развој и проширување. Покрај постоечкиот насад од 5,5 хектари Каберне Совиньон, винаријата располага со над 30 нови хектари лозја со разновидни сорти вранец, со што значително се зголемуваат производствените капацитети. Винарија Монтеко во текот на минатата година инвестираше во најсовремени насади нови, во каде што на тие насади засадивме повеќе нови сорти на вина, кои што дополнително ќе го збогатат портфолиото на винаријата. Таму се работи за повеќе како бели, така и црвени сорти на грозје, како што се Пино Грижо, Совиньон Бланк, имаме засадени количини на вранец, мерло и други. Паралелно со работата на лозје, винаријата активно го засилува и своето меѓународно присуство преку учество на водечки европски вински саеми. Винаријата Монтеко во текот на 25-та година учествуваше на престижни интернационални надпревари, вински надпревари, каде што секое наше вино доби, квалитетот на вината беше препознаен и секое вино доби награда. Можам да ги издвојам вранецот, кој што се закити со 6 медали. Исто така Филип, нашето куве, кое што исто така има освоено 6 награди на тие надпреварувања. Ние се трудиме да го одржуваме тој премиум квалитет на нашите вина. Исто така даваме напори да бидеме застапени, да бидеме присутни на сите интернационални саеми за вино. Минатата година посетивме повеќе саеми, како што се саемот во Германија, саемот во Париз. Исто оваа година престојните саеми во Германија секако ќе ги посетиме, како и саемот во Варшава, во Полска, каде што ќе ги презентираме нашите вина и каде што исто така очекуваме позитивни коментари од најголемите светски познавачи. Од мала семена винарија Монтеко прерасна во вистинска винска империја со над 40 хектари лозови насади. Ова закрување денеска ќе биде почеток на уште една плодна година, а амбицијата на винаријата е да достигне и над 200.000 литри квалитетно македонско вино со кое ќе се освојува светскиот пазар. Закриувањето не е само традиција, туку почеток на нов циклус, завет на лозарите, дека и оваа година од оваа специфична вулканска почва на 600 метри надморска височина, од плодот ќе потечат најквалитетните капки вино. Во секое засекување на лозата се крие искуството на генерации, но и визија за модерно производство и нови пазари. Со спој на традиционалното лозарство и современа технологија, Кратовскиот регион се посигурно го гради своето место на винската мапа. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. А за празникот Свети Трифун, политичарите, освен што испратија честитки, се испратија и меѓусебни критики во однос на субвенциите во лозарството и во земјоделието. Денот на лозарите Свети Трифун традиционално одбележан и во тиквешијата со пораки за поддршка, но и со нова политичка пресметка околу состојбите во земјоделството.
Од неготино, вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски им го честиташе празникот на лозарите и им посака успешна сезона и повисоки откупни цени. Тој порача дека владата ги исплатила субвенциите во целост и дека поддршката за земјоделците продолжува. Владата ја заврши својата обврска и дека целосно се исплатени субвенциите за сите оние кои што макотрпно работат и произведуваат. Тоа се надевам дека тие е мотив и тие е стимул и за оваа сезона да има добар род и да се што помотивирани земјоделците за што повеќе да сработат. Ние ќе продолжиме да ги поддржуваме и ќе продолжиме да го стимулираме земјоделието. Цените кои што можат да се видат оваа година се навистина добри, а се надевам дека во следната година, односно следната сезона, имаме уште подобри цени и така секоја година ќе одиме нагоре. И лидерот на опозицијската СДСМ го честиташе празникот посакувајќи богат род, но упати и остри критики кон владата. Обвини дека поддршката за земјоделството се намалува, посочувајќи дека буџетот за субвенциите е скратен за 40 милиони евра, па како што вели Филипче, лозарите нема да ја имаат поддршката што ја имале кога СДСМ раководеле со владата. Кражба, плячка и незаинтересираност за луѓето, имено од кога ги фатија од Европа како крадат европски пари и го суспендира ИПАРД програмот, сега владата ја намалува и програмата за субвенции во земјоделството во целост, од 140 на 100 милиони евра. Значи за цела третина помалку пари ќе имаат сите сектори во земјоделството, сточарството, лозарството, полјоделството, овоштарството и нема да имаат овие земјоделци доволно поддршка од државата како што тоа го имаше во времето на владата на СДСМ. Нови обвинувања реагираа од ВМРО ДПМН. Оттаму тврдат дека СДСМ шири лаги и манипулации за буџетот кој тогашната влада го одвојувала за финансиска поддршка на земјоделството. Владата на СДС никогаш немала издвоено 140 милиони евра за програмата за финансиска поддршка на земјоделството. Вистината е поинаква. Веднаш по доаѓањето на власт, владата предводена од ВМРО ДПМН обезбеди 137 милиони евра за земјоделците. Филипче уште обвини дека владата ги заострува и критериумите за добивање субвенции, па како што вели за да се дојде до државна помош, наместо досегашните 2, сега прагот е зголемен на 5 декари. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Американскиот државен секретар Рубио од безбедносната конференција во Минхен ја ублажи реториката кон Европа и порача дека Европа и САД се нераскинливо поврзани. Пораката на Рубио, премиерот Мицкоски ја оцени како јасен сигнал за сите сојузници дека светот веќе не функционира по старите правила. Тој оствари повеќе средби, а на тие со претседателот на Европскиот совет и со холандскиот премиер порача дека процесот на македонските евроинтеграции мора да биде базиран на реални резултати и реформи и не да биде понижувачки за македонскиот народ. Разгледани се можности за нови холандски инвестиции во здравството. Со повик за нов правец во меѓународната политика и порака дека САД и Европа се нераскинливо поврзани, американскиот државен секретар се обрати пред европските лидери во Минхен. Говорот на Рубио, кој носи олеснување во затегнатите трансатлантски односи, повеќе пати беше прекинат со аплаузи, иако на моменти испрати јасни критики кон Европа, особено за безбедносните и миграцијските политики. Because for us Americans, our home may be in the Western Hemisphere, but we will always be a child of Europe. The reason why, my friends, is because we care deeply. We care deeply about your future and ours. And if at times we disagree, our disagreements come from our profound sense of concern about a Europe with which we are connected, not just economically, not just militarily. We are connected spiritually and we are connected culturally. We want Europe to be strong. We believe that Europe must survive. Пораките на Рубио според премиерот Мицкоски се јасен сигнал за сите сојузници дека светот веќе не функционира по старите правила. И она кое што особено беше важно неговото обраќање, а тоа е нераскинливата врска помеѓу Европа како континент и Америка како континент, или да бидам попрецизен, како што тој ја нарече Америка дете на Европа. Она кое што тој го порача и беше негова главна порака е дека
како партнери и како пријатели треба да продолжиме да соработуваме во светот и не само во рамките на НАТО алијансата, туку и заедно да ги решаваме сите оние безбедносни предизвици, но и економски предизвици кои што се исправени пред нас како два различни континенти, Европа и Америка. Мицкоски на вториот ден од безбедносната конференција во Минхен оствари повеќе средби. Европската интеграција на Македонија била во фокусот на разговорите со првиот човек на Европскиот совет Кошта и со холандскиот премиер Схоф. Мицкоски порачал дека овој процес мора да биде базиран на реални резултати и реформи, а не да биде понижувачки за македонскиот народ. Со Схоф се разгледувале можностите и за нови холандски инвестиции во здравството. Ние се наоѓаме во истата конституенца заедно со Холандија во Светска банка и Меѓународниот монетарен фонд. По два, тоа се холандските инвестиции во Македонија, но и соработката со мултинационалната компанија Philips и можноста за соработка во здравствениот сектор. И трета тема која што ја разговаравме, евроинтегративните процеси на Македонија во рамките на Европската унија. Мицкоски се сретна и со извршниот директор на Американскиот еврејски комитет, Тед Дојч. Разговарале за зајакнување на соработката, заеднички иницијативи во насока на заштита на човековите права, унапредување на меѓурелигискиот диалог и градење општество заснувано на почит, толеранција и слобода. Мицкоски до крајот на денот ќе се сретне и со украинскиот председател Зеленски. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Вечерва во Минхен, Мицкоски се сретна со украинскиот председател Володимир Зеленски. Разговарале за актуелните безбедносни предизвици во Европа, за потребата од единство и солидарност, но пред се за праведен мир. Верувавме дека мирот мора да биде изграден врз правда, почитување на достоинството на народите. Само таков мир носи стабилност и сигурна иднина за Европа, објави Мицкоски. Предходно премиерот имал продуктивна средба и одлична дискусија со Ричард Гренел, специјален пратеник на председателот Доналд Трамп за специјалните мисии. САД остануваат нашиот најголем поддржувач и стратешки партнер. Во време на глобални предизвици, зајакнувањето на ова партнерство е од клучно значење за нашата национална безбедност и економски напредок, напиша Мицкоски на Фејсбук. Процесот на спојување на Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување е во тек. Предлог законското решение е готово, до крајот на годината се очекува процесот да заврши, изјави при гостувањето во Дневникот на Сител вице-премиерот за политички систем Љупчо Димовски. Сега законот е готов и тоа е добрата основа за да се доврши со една посебна работна група од стручни луѓе, со представници од Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи, нормално од владата, и кон крајот на месецот сето тоа да се заврши. Потоа следи јавна расправа, ние можеме веднаш да го реализираме тоа, но потребно е време, затоа што тој процес на спојување на институциите исто ќе бара време, подготовки и така натаму не е едноставен. Затоа и оваа година ќе бидеме без ова законско решение, затоа што за таков краток период не е ни можно. Проекциите од експертите од странство со кои што се консултиравме не упатуваат дека тој период треба да биде 3 години. Ние го скративме на 2 години, да речем, неполни. И мислам дека од септември месец веќе ќе можеме да бидеме подготвени, да можеме да го ставиме на јавна расправа, па потоа да отиде на собрание на усвојување. И тука е крајот на саботното издание на информативните емисии на Сител.